Како сте? Добри? Да. Може аплауз еден да видам. Ова ми е 4-та година овдека поред во Кочани, секојаш убаво се поминувам, добро се чувствувам и вечерва добро се чувствувам. И да не зборувам многу, тука сум дојден да читам афоризми, така да почнем да читам. Жена ми толку многу хрчеше, што морав да ја убијам. Сега спие како заклана. Си ја купив најскапото јаже за бесење. Еднаш се живее. Волонтер. Тоа на која си вол, а никој не те тера. Не е точно дека Бог се јавил. Разговорот е сечен, лепен и монтиран. Кој рече браво? Девојките ги менувам како чорапи. Не е тоа делот. А чорапи немам смената 2 години. Македонецот лесно може да врзе крај со крај. Едниот крај на вратот, другиот на бандера. Господ не чува нас македонците во лудница. Не сум нарцис, поубав сум. Исусе, како да најдам пари за вечера, ако не е тајна? Кога се докажа дека сум нормален, полудев од среќа. Локална анестезија. Тоа е на која веќе ништо не чувствуваш, бидејќи многу си локал. Джихадистите се мирни луѓе. Само понекогаш едноставно знаат да експлодираат. Ја молам девојката на која што и фрлив око да ми го врати. Пензионерите не се живи ако не умрат. Ево е последен за овој круг. Телепатија. Тоа на која патиш бидејќи си теле. И благодарам многу. Нема потреба да се организира бела ноќ во Скопје. Тука народот бел ден нема видена. Откако слушнав дека политичарите ме прислушкуваат, користам само SMS пораки. Знам дека не се писмени. Да нема некој политичар овде? Нема. Толку добар погреб му направија, што ќе го памети целиот свој живот. Кај мене, секогаш, девојките го прават првиот чекор. Први бегаат. Убавината е пролазна, поминала покрај тебе. Ги најдов 2 црни чорапи во иста фиока. Колку е мал светот. Не е точно дека не сме за ништо, за гревата сме. Според полисата за животно осигурување, кога ќе умрам, ќе земам 150.000 евра. С Богом сиромаштио. Нема потреба да ги одлепувате плакатите на политичарите. Политичарите онака се одлепени. Мртовците што ни ја водат државата смрт немаат. Јас сум против секс за една вечер. Јави се, кој се? Зошто да трошам цела вечер за 1 минута работа? И сега уште неколку за некрофили. Знаете што се некрофили? Не. Кој знае, нека дигне рака. Да немате пробано, од каде знаете? Да. Вака на кратко да објаснам, значи некрофили се луѓе кои што идат на гробишта, гледаат као на Facebook, гледаат која слика им се свиѓа профилната слика, нели, ја откупуваат и имаат секс со неа. Ја
ја јам пробано. И сега напишав неколку афоризми за некрофилите. Некрофилите ја користат продавницата за погребна опрема како секс шоп. Некрофилот најмногу е возбуден кога некоја девојка ќе му каже ќе бидеш со мене само преку мене мртва. Знаете ли зашто нема жени некрофили? Затоа што нема мртовец со дигнат. Што му вели таткото на синот некрофил која ќе донесе дома девојка? Од каде ја ископа па оваа сега? Доста за некрофили, уште 2-3 афоризми. Човекот учи додека е жив, а потоа може да гласа на раат. Во бракот најважно да се има диалог. Како инаку ќе се договори разводот. И за крај, овој ми е последен, ќе гласам идниот премиер да биде жена, па нека не ебе колку сака. Благодарам многу.